Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Синоќа беше последната вечер од пивофестивалот. Каква беше забавата во Прилеп на третата фестивалска вечер? Тема од животот, семења трагедија и здравствен проблем. Киро од Голем Радовил сега се бори со трета мака. Огнот му го уништи домот. Футсал екипата на Радио Пела се сели на меморијалниот футсал турнир Љубомир Рајчевски Рајче во село Глуво. Од полицискиот билтен, рудар е повреден во рудникот за мермер во село Небрегово. Прилепчанец со нож е нападнал својата мајка, 18-годишно лице било нападнато од 3 други лица на улица Прилепски бранители. И ако зборуваме за најспоредната работа на светот КУСО, Шпанија е шампион на светското првенство во фудбал 2026 кое се одржа во САД, Мексико и Канада. Денеска уште еден пеколен ден со температура до 36 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Како измина фестивалот на пивото и скарата пивофестивалот 2026 година? Пресконференција на градоначалникот на општина Прилеп. Тоа ни беше основната цел, да ги направиме луѓето посреќни, да го разубавиме нивното секојдневие, да дадеме една друга димензија на летото и мислам дека целта е остварена. Што се однесува до другите области кои што како локална самоуправа и како главни покровители на овој настан, тоа е дека јавните комунални предпријатија беа на висина на задачата. После секоја фестивалска вечер отпадот беше одложен, просторот исчистен и измиен и уште од раните утрински часови просторот на одржување на фестивалот беше подготвен за следниот фестивалски ден. И она што е клучно, тоа е дека според полицискиот билтен, овој беше најбезбедниот фестивал, иако продефилираа многу луѓе. Синоќа беше последната вечер од пивофестивалот. Каква беше забавата во Прилеп на третата фестивалска вечер? Тема од животот, семења трагедија и здравствен проблем. Киро од Голем Радовил сега треба да се бори со трета мака. Огнот му го уништи домот. Сега се надева на помош од хуманите луѓе. Целиот прилог може да го погледнете на YouTube каналот на Радио Пела. Дента на Петровден, јас бев со брат ми на манастир, во едно кавадаречко село. Околу 5 сатот ми се јавува комшијата, Кирца дома ли си? Дома. Му викам, не сум дома. Како вика, не си дома, вика, оđа код чури, вика, да не правиш нешто јадење, што си го запалил огинот. Море му викам, јас боре, оди, му викам, то запалена е најверојатно куќето има нешто пожар, му викам. Клучот го знаеше, комшијата, отвори и собрал селаните и го изгасиле пожарот. Футсал екипата на Радио Пела се сели на меморијалниот футсал турнир Љубомир Рајчевски Рајче во село Глуво. Футсал екипата на Радио Пела продолжува со летните турнири во мал фудбал. Следниот турнир е меморијалниот футсал турнир Љубомир Рајчевски Рајче во село Глуво, кој оваа година е јубилеен, се организира по 20 пат. На турнирот ќе учествуваат 28 екипи, а надпреварите започнуваат в среда.
Предходно, екипата на Радио Пела се надпреваруваше во футсал турнирот кој беше организиран во Скопско Кучевиште, општина Чучурсандево. Во рудник во село Небрегово, општина Долнени, вработен КС 39 години од Турција при изведување на работни активности изгубил рамнотежа и паднал на мермерна подлога, при што се здобил со тешки телесни повреди. Од екипата на итна медицинска помош од Прилеп, КС бил пренесен во комплекс клиники Мајка Тереза во Скопје за понатамошно лекување. Увид извршила увидна екипа од полициската станица Прилеп. Утрово пак, во 5 часот и 30 минути во полициската станица во Прилеп, лицето 18 години ПВ пријавил дека на улица Прилепски бранители бил физички нападнат од 3 лица СИ, ММ и уште едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на овој настан. А во текот на вчерашниот ден, 57 годишна прилепчанка пријавила дека во семејниот дом во Прилеп била физички нападната од незиниот син БЧ, кој притоа со остар предмет и упатувал цакани. По пријавата, пријавениот бил хоспитализиран во јавната здравствена установа во Демирхисар. Иако зборуваме за најспоредната работа на светот, кусо Шпанија е шампион на светското првенство во фудбал 2026 година, кое се одржуваше во Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. Шпанија по освојувањето на светскиот куп сруши 4 Гинисови рекорди. Како што беше објавено на официјалната веб страница на Гинесовата книга на рекорди, Шпанија има најмногу надпревари без примен гол во историјата на светските првенства. Потоа ја продолжи својата серија без пораз во сите надпреварувања, а со 65 години Луис де ла Фуенте стана најстариот тренер што го освоил светското првенство. Шпанија исто така успеа да ги обедини европските и светските круни. Шпанија е актуелен светски, европски и олимписки шампион. Временска прогноза. Времето денеска сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Дуваше умерен ветер од западен и северозападен правец, а температурата се движеше во интервали од 34 до 36 степени Целзиусови. Слично време не очекува и утре, вторник, а веќе од среда, 22 јули, нестабилност и поголеми услови за дожд, грмежи, засилен ветер и невреме со појава на град. Температурите ќе бидат во опаѓање, така што за петок 24 јули за Прилеп се прогнозира максимална температура од само 16 степени. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.